Господине Заев, вчера вашите пратеници во собрание рекоа дека Пржинскиот договор официјално е погребан. Дали тоа значи со денешното неучество на седницата дека СДСМ најавува и повторно напуштање на собранието? Значи, идните чекори, како ќе ги носиме, транспарентно како и досега, веднаш ги соопштуваме. Ние во парламентот се вративме заради договорот во Пржино и заради интересите на граѓаните. Секако и да искористиме парламентарната говорница и за вистината за Македонија и за решенијата од оваа криза во која што е Република Македонија. Но истовремено нема да дозволиме да бидеме соучесници во еднострани одлуки на власта од ВМРО, ДПМН и ДУИ. Денеска токму тоа го прават за едно од најсензитивните прашања, а тоа е укинувањето на аболицијата. Со овој предлог закон, кој што го пуштат во собранието, едниот член е неуставен заради ретроактивноста и тој ќе биде кога тогаш укинат од Уставниот суд и е спас за аболицираните криминалци. А вториот член покажува дека само неколкумина евентуално би поднеле барања до Ѓорѓе Иванов за да им биде поништена аболицијата. Тоа не е ниту правда, ниту правичност. Законот мора да важи подеднакво за сите. Секој што го прекршил законот во Република Македонија мора да одговара. Аболицијата мора да биде целосно укината, од првиот до последниот што е на листата на аболицирани луѓе на Ѓорѓе Иванов. Повелете? Очекувате да се врати назад за премиер Никола Груевски по вчерашната одлука за еднострана за враќање на старите министри? Знаете, ова е трета или четврта еднострана одлука на Никола Груевски, така да кога се работи за Никола Груевски се е можно. Тоа нема да не зачуди воопшто да тој повторно се врати на премиерската функција. Но како што рековме, сите едностранни одлуки досега сами ги погазија. И вчерашната едностранна одлука за враќање на старата влада на ВМРО, ДПМН и ДУИ ќе ја погазат. И тоа многу брзо, заради тоа што единствено излезно решение од политичката криза и единствено решение за стабилност на Македонија се брзи, регуларни, фер и демократски избори. Ниту повеќе, ниту помалку. Реформи со Никола Груевски внатре не се возможни. Зарем некој верува дека Никола Груевски внатре во влада ќе направи реформи во правосудството, при живо и здраво специјално јавно обвинителство, при сите овие истраги ставени на маса и пред јавноста? Не. Само брзи, регуларни, потенцирам, регуларни, фер и демократски избори се излез од кризата во Македонија. Опозицијата го водеше овој процес, после сето ова што досега го докажавме, продолжуваме уште посилно и уште поодлучно. Граѓаните доста време се под заложништво на оваа криминална група предводена од Никола Груевски. Ова ќе заврши најбрзо можно, но на регуларни, фер и демократски избори. Повелете? Значи, дали, ако веќе може да кажеме дека по полека целосно паѓа Пржинскиот договор, дали ќе продолжите со објавување на материјалите кои што Значи, една значајна одредба, и тоа е една од најзначајните одредби, а тоа е организација на влада за спроведување на избори, е укината. Буквално, заради тоа Пржинскиот договор е погребан. Тоа е нашиот став. Досега не постоеше ниту законска, ниту уставна можност Зоран Заев, СДСМ и опозицијата да продолжи со објавување на бомбите. Ако тоа биде потребно, ние и тоа ќе го направиме. Секако, процесот мора да заврши. Криминалците да одговараат пред законот, законот да важи подеднакво за сите, фер, регуларни и демократски избори мора да се спроведат во Македонија. И Повелете? едно, ако може, значи, господин Заев, дали во цело ова длабочување на кризата гледате вина и како и вас како партија, бидејќи до известно време партијата која што беше коалициона партнер на коалиција на Груевски го именувавте како криминалци исто така како и Груевски, тоа е за ДУИ. Сега гледаме дека веќе тоа не го потенцирате, а исто така неколку пати сте имале средби за да барате спас од тие истите криминалци за да се реши кризата. Дали го гледате како партнер или која е целта што се обидувате преку нив? ДУИ не бил поштеден од овде. Нашиот став е исти. Криминалци се и ВМРО, ДПМН и ДУИ. И тоа го прават од тие причини. И јас не гледам никаква причина за да не видат јасно и гласно граѓаните дека се придвижува Македонија кон крајот на излезот од оваа криза.
Не може да очекуваат опозицијата да го контролира и ВМРО ДПМН и ДУИ. Тие се во кашата исто заедно влезени. Дали едните ги помагаат другите или го делат пленот, тоа им е јасно на граѓаните како бел ден. И тука бегање нема. Секако, нашиот политички противник е прво ВМРО ДПМН. Но, заслужни за ова криминално владење и буквално за сето ова што се случува во Македонија, се подеднакво и ВМРО ДПМН и ДУИ. И апсолутно ниту сме ги штеделе, ниту имаме намера да ги штедиме. Неколку пати дури и рековме. Секој носи одговорност за своите идни чекори пред своите граѓани и дури и пред своите членови и симпатизери на партиите. Груевски тоа што го прави, заедно и ДУИ, го прават колку толку да го залечат тоа што е апатија, антагонизам и се повеќе од јасно и кај нивните членови и симпатизери. И затоа влегуваат се подлабоко во кашата. Но, секако знаете дека, како и досега, стапот има два краја. Едностранните одлуки за одложување на парламентот, еве како се вратија. Тие истите кои што предлагаа до одложено действие на распуштање на парламентот, истите поднесоа до Уставен суд. За жал, ги урниса институциите како Уставен суд да го натерате Уставниот суд во претходните одлуки, да носи апсолутно партиски одлуки, за на крајот да донесе вистинска уставна одлука. Тоа што ние го тврдевме, дека постои уставна и законска можност да се свика парламентот. Буквално се играт играчки со се што е создавано 25 години во нашата Македонија. Тоа е само плюс причина да не им дозволиме така да продолжат. Се додека граѓаните се решени, се додека опозицијата е исправена, се додека дишеме, ние нема да дозволиме ништо помалку од регуларни фери демократски избори и ништо помалку од законот да важи подеднакво за сите. Аболицијата мора да биде целосно укината за сите. Повелете. Рековте дека единствено решение се брзи избори. Избори на есен или? Избори во кои што ќе бидат исполнети, тие минимум услови што ги дефинирав. Ние не очекуваме реформи во правосудството, во тајната полиција, антикорупцијска комисија и сите други укажувања до изборите. Со Груевски тоа не е возможно. Разграничување на партијата од државата. Како да се надеваме, додека Груевски го води ВМРО ДПМН? Не е возможно. Но, услови во кои што ќе има кредибилен избирачки список, прочистен избирачки список, список во кој што ќе веруваат граѓаните и минимум реформи во медиумите, кои што ќе дадат фер шанса не за здружената опозиција, за сите партиципиенти во регуларни и демократски избори, тогаш изборите ќе се случат во Македонија. Да не заборавиме, ова борба ја отворивме за неколку цели. Една од најважните е брзи избори. Зошто? За да замине оваа криминална власт од Република Македонија. Повлекување на одлуката за аболиција. Дали ќе побарате повлекување на претходната одлука од поранешниот председател за аболиција во случајот Глобал, каде што вие бевте аболиција? Од 2008 Зоран Заев бара повлекување на аболицијата. Тогаш не ми беше дадена правна можност да ја повлечам аболицијата, ниту бев прашан за ова работа. Сега имам правна можност и ја обжалив пред апелација и пред Страсбур. И аболицијата 2008, ако ми се даде можност, веднаш ќе побарам да биде повлечена, или ако има било каква можност, Георги Иванов или било кој во оваа земја, барам да биде укината. Затоа што законот мора да важи подеднакво за сите во Република Македонија. Други прашања? Повелете. Рековте дека на денешната седница нема да присуствувате. Дали значи дека конечно со ова опозицијата излегува од собранието, да појасниме ако може? И второ прашање, дали сметате она што Дуи го рече вчера дека ви направил услуга со ова иницијатива затоа што не сте сакале да одите на избори, како го коментирате тоа? Благодарам на таквата помош од Дуи, фала не ни треба. Дуи можеше слободно да оди со ВМРО ДПМН на избори, тоа ќе беа повторно еднострани избори. Што ќе бират кога само власта се нуди пред граѓаните? Апсолутно тоа ништо немаше да промени. Ние трубавме дека постои секаква уставна и законска можност. Вчера беше само отворена иницијатива на Уставниот суд. Одлуката ќе се носи идната среда. Тие дури ја знаат најверојатно и предвремено самата одлука на Уставниот суд. Тоа само покажува
колку дрскоста и безобразието, навлезени длабоко во кашата, е присутно и кај ВМРО ДПМН, и кај ДУИ. Трајко Велјановски имаше и уставна и законска можност кога сака да го свика собранието. Уште што требаше да му стигне од ДИК? Уште што требаше да се случи во Македонија? Па светот ни се смее. Една коалиција оди на избори. И продолжува Груевски. Дуи молчи, за да му бара некаков вид на решение за излез од кризата. Фингирани ситуации пред јавноста. Смешно е тоа што го прават владеачките партии, но јас ги разбирам. Не им се оди во затвор. Бегање од одговорност нема. Можат само да ја мачат Македонија и да одат во затвор. А можат и да не ја мачат повеќе Македонија и да одат во затвор. Од тоа бегање нема. Имам две прашања, ако дозволите. Првиот договор, Пржино, пропадна. Вториот пропаѓа. Сметате ли дека Македонија и граѓаните заслужуваат Пржино 3? Мислам во смисла негативна, затоа што само се одолговлекува целава работа, а ништо не се решава. Тоа е првото прашање. Второто прашање е дали, бидејќи вие јавно кажете дека поддржувате шредната револуција, колку јас се сеќавам, дали заедно со граѓанските организации и невладините планирате да започнете нешто ново во последниот период? Знаете како, секој пат постоела лепеза на можности за опозицијата. Посебно кога вистината е на наша страна. Секако, ова партија стана поинаква. Ги слуша граѓаните и тоа ги слуша и ги поддржува. Денеска имаме едно драгоцено богатство. Граѓани на улица кои ненасилно и мирно протестираат. Тие граѓани ќе се ја чуваат Македонија од било која наредна власт. И од СДСМ, и од било која друга што ќе доаѓа. Тоа е едно нов квалитет и здраво за општеството. За СДСМ е прифатливо се кое што ќе ги исполни принципите за кои што се бориме. Регуларни, фер и демократски избори. Тие во себе ја содржија и потребата за влада која што ќе ги организира изборите. Зошто? Заради тоа што тврдевме, не може да и веруваме на оваа влада. Мора да споделиме заедно одговорност. Мора практичното реализација на тоа што го договаравме порано на преговорите да бидат гарантори власти и опозицијата. Заради тоа беше ставена точката организација на влада за спроведување на изборите. Од тука сите можни сценарија се отворени. Но уште еднаш потенцирам. Ние не веруваме во насилство. Ние мислиме дека на Македонија не и треба насилство. Ние мислиме дека Македонија може по мирен пат да докаже пред целиот свет дека е можно да падне режим без примена на насилство, по мирни и ненасилни методи од страна на граѓаните, секако поддржани од сите опозициони и сите други партии кои што учествуваат во ваквите активности кои што се случуваат по Македонија. Уште едно? Ве молам само уште, ќе ви дадам збор. Се што ќе доведе до решение, дали ќе го викате враќање на Пржино 1-2, дали ќе биде Пржино 3, кое што ќе представува решение за излез од кризата, а со тоа и гаранција за стабилност на Македонија, за нас е прифатливо. Сакам да прашам, дали сепак овие решенија за враќање на старите министри и за враќање на старата влада сепак се договорени со меѓународната заедница до договор за нов датум за избори, кој што најверојатно се договара и се преговара? Затоа ќе морате да ја прашате меѓународната заедница. Јас знам дека меѓународната заедница даде поддршка на таа преодна влада за организација на избори, тоа јавно го истакна. Ќе ја прашате дали дава поддршка на ова. Ако дава поддршка на ова, дали се откажува меѓународната заедница да биде повеќе гарант на договорот од Пржино. Јас лично верувам и ние како опозиција дека меѓународната заедница останува на своите принципи и вредности за кои што секогаш стоела, а тоа се универзални вредности, се европски вредности исто така. Во тој дел не случајно договорот од Пржино се спомнува постојано во секое нивно соопштение и во секоја нивна реакција. Договорот од Пржино, меѓу другото, покрај враќањето на опозицијата во парламентот, покрај предавањето на материјалите од прислушкуваните разговори, предвидува и организација на влада за спроведување на избори. Така да не може меѓународната заедница да биде поразлична од она што досега беше нејзини ставови. Но директен одговор за оваа прашање можете да добиете само од нив. Повелете?
Господине Знаев, какви последици очекувате од сето ова, бидејќи повторивте погребан пржино, едностранни одлуки, очекувате ли последици за СЈО и какви тие би можеле да бидат? Мислам дека никој нема право и нема да се дрзне по СЈО. Зошто? Заради тоа што специјалното јавно обвинителство е последната насушна потреба која што обстоила по најголема важност од договорот од Пржино или од нешто што се нарекува насушна потреба како минимум гаранции за иднината на Македонија. Не верувам дека некој ќе се дрзне да направи нешто по повод специјалното јавно обвинителство, заради тоа што на вистина мислам дека тогаш гневот на граѓаните толку силно ќе се излие по улиците, кој што не постои ни домашен ни меѓународен фактор кој што би го спречил токму тој гнев. Друго прашање повелете? Ви благодарам на сите за вашето присуство.